Денес, да ја проучуваме Божјата реч со проповедта насловена како станувајќи член на семејството на Бог мајката. Кога сгрешивме на небото и бевме изфрлени на оваа земја, ги изгубивме сите права и квалификации што ги имавме на небото. Дури и во системот на кривична правда на оваа земја, оние што се затворени се лишени од своите права како граѓани. Не е ли затоа тие луѓе немаат право на глас? Сепак, Бог ги обнови сите овие работи и им доведе да станеме Божјо семејство. Многу цркви низ целиот свет го нарекуваат Бог Отецот. Бидејќи го нарекуваат Бога Отец, тие погрешно мислат дека автоматски се ставени во положба на деца. Преку Библијата, Бог ни даде до знаење дека постојат одредени работи што Божјето семејство мора да ги направи. Дури и со фактот дека станавме Божјо семејство, немаме од што да се плашиме или да ни завидуваме во светот. Тоа е затоа што ние станавме небесно семејство кое може да го наследи Царството небесно. Поради оваа причина, оние кои се членови на Божјето семејство не смеат да ги следат обичаите на оваа земја. Зошто Бог им го дал законот на израелците? Тоа беше за нив да не ги следат обичаите на луѓето во светот. Бог рече, кога ќе влезете во земјата Ханаан од земјата египетска, никогаш не ги следете обичаите на ханаанците. Ако ова се случи, небесните луѓе ќе бидат расипани преку ханаанците, нивните исправни умови кон Бога ќе почнат да се проституираат со други богови. Лагите ќе се шират бескрајно меѓу нив и тие ќе се бунат против Бога и ќе бидат асимилирани во злобен живот. Затоа Бог рекол, никогаш не ги следите обичаите на незнабожците, не ги следите обичаите на незнабожците. Затоа мора да го следиме патот што треба да го следат небесните луѓе. Мојот сосед живее така. Тоа не е нашиот живот. Ние го живееме животот како Божјо семејство. Да го погледнеме посланието до Ефесјаните, поглавје 2 стих 19. И така, вие веќе не сте туѓи и придојдени, туку сте им сожители на светиите и членовина. Кои сме ние? Божјото семејство. Тоа значи дека ние сме членови на Божјето семејство. Според Божјата реч, напишано е, ние повеќе не сме странци и придојдени, туку сме граѓани на небесното царство и членови на Божјото семејство. Бидејќи пишува веќе не, кога ја добивме оваа квалификација. Да прочитаме погоре од стих 12. Дека во она време бевте без Христос, отстранети од општеството на Израел, без право на учество во заветите на ветеното, без надеж и безбожници во светот. Но сега, во Христос Исус, вие, кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку. Што? Крвта Христова. Преку нешто Бог воспоставил однос што доближува до Него. Што го предизвика тоа? Преку крвта Христова, пасхата на Новиот Завет, Бог го овозможи ова. Што сме ние откако се случи ова? Сега, ние повеќе не сме странци и туѓинци, туку сме сограѓани на небото и членови на Божјето семејство.